Почитуван председател на Собранието, господин Джафери, почитувани представници на владата, почитуван господин Ахмети, почитувани представници на Next Eagle Mobile SE, почитувани екселенции, почитувани домачини, драги партнери и гости, почитувани медиуми и граѓани. Денес ми представува навистина голема чест и задоволство што сум присутен овде, каде што започнува нова инвестицијска приказна, мултимилионски проект на германската компанија Next Eagle Mobile SE. Моите колеги знаат да пишуваат исклучително добри говори и секогаш тоа го прават на најдобар начин врз основа на предпоставки кои што ја им ги давам. Меѓутоа, некогаш не можете да доловите се на лист хартија. И затоа сакам да споделам со вас неколку многу важни работи за мене. Прво, Република Северна Македонија пред точно 21 година беше земја која што, тоест Република Македонија во тоа време, која што имаше голем предизвик, каде што на овој ден тука беа присутни политичари, дипломати, кои што на нас ни помагаа да изградиме општество, еднакво за сите и општество, во кое што секој ќе може државата да ја гледа како поле за личен и професионален развој. На точно 21 година после тоа, повторно сме собрани сите тука и повторно имаме странци. Меѓутоа, тие странци со кои што разговаравме во текот на изминатите 2 месеци се од Германија, од далечниот исток, професионалци, менаџери, кои што овде, заедно со наши домачини од Република Северна Македонија, успешни бизнисмени и инвеститори, ја отвараат првата фабрика за електрични автомобили во државата, меѓутоа и во регионот. Тие преговори покажаа неколку работи. Јас во изминатиот период заедно со уште неколку министри одговаравме на прашања дали ние како држава сме подготвени да направиме исчекор кон општество кое што ќе понуди повеќе за неговите граѓани. И секогаш одговарав со да. И секогаш добивав уште едно прашање, па дали некој може на нас нешто да ни направи, дали може некој да не закочи, и мојот одговор секогаш беше не. Затоа зашто јас имам исклучително голема верба во нашите граѓани. Без разлика дали се тоа македонци, албанци, власи, срби, роми, турци, бошњаци, сите што живеат тука. И секогаш кажував дека граѓани и држава кои што можат да произведуваат производи најсофистицирани за најголемите светски производители, тоа се граѓани кои што можат да направат многу. И затоа тие граѓани заедно со државата направија најбрзо вклучување во НАТО и направија почеток на преговорите со Европската унија. И длабоко верувам дека граѓаните и нивните избраници во Собранието ќе направат и најбрзо интегрирање во Европската унија. И нема поголема потврда за тоа што го зборувам од овој денешен ден, затоа зашто тие граѓани ќе бидат вработените во оваа фабрика во која што ќе се произведуваат електрични автомобили кои што ќе ги гледаме на пазарите низ Европската унија и низ светот. И затоа сакам да ве замолам за еден аплауз. Не за нас овде, туку за граѓаните кои што тоа го овозможија. И денес е еден од оние денови кога станува видлив резултатот од вложениот труд. Денес ќе се постават темелите на инвестиција, која само во првата фаза тежи 130 милиони евра и која што ќе отвори најмалку 890 нови добро платени работни места. Ова инвестиција е од огромно значење за државата, но и за локалната економија и за развојот на човечките потенцијали во Тетово и во државата. Со оваа значајна инвестиција Северна Македонија уште еднаш потврдува дека е држава која што нуди одлични услови за инвеститорите, со стабилна економска и политичка клима, во која меѓународните компании како Nexte имаат партнер од доверба. Она што особено ме радува е дека за прв пат кај нас ќе биде произведен целосен автомобил. Во Северна Македонија и досега се произведуваат делови за автомобили од светски брендови, но сега имаме целосно производство на финален производ токму кај нас. И ова е навистина голема работа.
Ова инвестиција ми е лично посебно драга. Не само затоа што ќе го промени на подобро животот на семејствата, чии членови ќе работат тука, туку затоа што ќе го промени начинот на размислување за возилата. Затоа што ова е еднината и на индустријата, и на заштитата на животната средина. Меѓутоа, ова е еднината и на образованието. Вакви инвестиции, вакви фабрики, од корен ќе го сменат и образовниот систем во државата, бидејќи ќе направат нови потреби кои што ќе им бидат потребни. Електричните автомобили ИГО, кои се произведуваат овде, во Тирс, во Тетово, е корисен за урбани средини, истовремено одржлив, иновативен, економичен и без штетни емисии на гасови. Ова, меѓу другото, е нашиот влог за идните генерации. Фабриката која ќе се гради овде во Тирс, во Тетово, е составен дел од глобалниот производствен капацитет на ИГО, наменет да го снабдува и националниот и меѓународниот извозен пазар. Кризата која веќе започна во целиот свет не научи дека постојано треба да вложуваме, да ги поттикнуваме и да ги стимулираме домашните и странските инвестиции. Ваквите инвестиции се доказ дека оваа влада успешно ги користи сите потребни механизми кои ги даваат очекуваните резултати, овозможувајќи им понатамошен, побрз и одржлив раст и развој. Во технолошко-индустријските развојни зони во првите 6 месеци се постигнати договори за инвестиции во висина од 240 милиони евра, а потенцијално до крајот на годината се очекува затворање на уште 2 договори во висина од 160 милиони евра. Јас никогаш не сум најавувал инвестиции. И ова инвестиција за која што беше известно дека ќе се случи, оставивме прво да се договорат сите детали и потоа на изненадување на целата јавност, бидејќи ги гледам надписите и покривањето во медиумите, дознавме дека во Република Северна Македонија ќе има инвестиција која што ќе биде од 130 милиони евра и ќе има на почеток 900 вработени. И уште има такви инвестиции во други индустрии. Меѓутоа ќе оставиме инвеститорите заедно со институциите тоа да го најават, а ќе се случи многу брзо. Само за еден месец во компаниите во зоните се отворени речиси 100 нови работни места, со што заклучно со јули, од почетокот на годината во компаниите во технолошко-индустријските развојни зони се отворени нови 1100 работни места. Вкупниот број порасна на 15.000 вработени, што е за 6% повеќе во однос на минатата година или за 14% повеќе од 2020 година. Позитивниот тренд на развој од почетокот на годинава продолжува и во однос на извозот и увозот. Во првите 7 месеци од 2022 година извозот достигна речиси 2 милиарди евра, што е највисок во последните 4 години. А да не заборавиме дека работиме во 2 најкризни години од Втората светска војна. Само во јули годинава компаниите во Тирс имаат извоз од 280 милиони евра, што е за 25% повеќе од јули минатата година. И покрај глобалните политичко-економски случувања, сите анализи покажуваат дека ваквиот тренд ќе продолжи до крајот на годината, со што според проценките извозот може да го надмине минатогодишното рекордно ниво од 3 милиарди евра. Ваквиот тренд се очекува да продолжи и во однос на порастот на новите работни места. И согласно инвестициите постигнати изминатата година, како и оние кои што веќе се преговараат во финална фаза оваа година, може да очекуваме следната година нови 2700 работни места. Овие позитивни резултати и бројки, кои постојано растат, потврдуваат дека создадената нова стратегија и програма за работа креираат позитивна бизнис клима како за инвеститорите, така и за вработените. Пандемијата исто така ни покажа дека во Европа може да се произведуваат многу повеќе неопходни добра и да се обезбеди заштеда на трошоци кои инаку ги имаме за транспорт и логистика од далечните земји, особено од истокот. Северна Македонија тоа го искористи создавајќи амбиент за нови инвестиции. Ние сме членка на НАТО, а нашата позиција е членство во Европската Унија. Со веќе отпочнати преговори за инвеститорите да знаат дека имаат сигурност и предвидлив деловен амбиент, што е впрочем и нашата предност во регионот. И ќе повторам уште еднаш, оваа држава од 19 јули, кога ја одржавме првата меѓувладина конференција со Европската Унија, ќе оди само напред. Нема да оди веќе назад, нема да оди ниту лево, а уште помалку десно. Државата ќе оди напред во полноправно членство со Европската Унија, затоа зашто тоа им го должиме на граѓаните, а тоа го должиме и на инвеститорите кои што отвараат добро платени работни места за граѓаните. Нашиот пристап во привлекување на инвестиции е изменет и сега е насочен кон инвестиции и инвеститори кои што носат поголема додадена вредност.
Таков пример е и оваа инвестиција денес. И такви примери се и ветените паркови и соларни централи, односно обновливите извори на енергија кои што дел веќе се финализирани, а дел се во фаза на подготовка, односно имплементација. На крајот уште еднаш сакам да упатам честитки за стартот и да посакам успешна работа на компанијата. Создавањето на локална економска вредност и напредниот технолошки развој кај оваа инвестиција го носи и ќе го промени живот на локалната заедница. Ќе даде силен стимул на економијата и значајна референца за државата во привлекување на странски инвестиции. За крај, денес е и денот кога се одбележува 21 година од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. И сакам во оваа можност да упатам честитки и да изразам задоволство од нашето заедништво, нашата сплотеност и желба за соживот и за меѓусебна толеранција. Докажавме дека само така една мултиетничка и мултикултурна држава може да биде успешна, економски, напредна и просперитетна за своите граѓани. Сакам уште еднаш на крајот да им честитам на семејството Дестани, сакам да им честитам на компанијата Игол од Германија, на целиот менаџерски тим кој што денес тука е присутен со нас и што побрзо и поуспешно да ги завршат градежните работи за отпочнување на производство на фабриката и првите автомобили веќе да може да ги возиме и кај нас и на странските автопатишта во предвидените рокови кои што си ги имаат зададено. Ви благодарам и честитки уште еднаш.